што дополнително ја влошува ситуацијата во гастроинтестиналниот тракт. Вака си соработниците наоѓаат докази за типична невроинфламација во мозокот и активација на невроглија клетките, оние потполни глија клетки во централниот нервен систем, намален е крвниот проток во одредени делови на мозокот и секако кажа во одредени студии утврдена е патоанатомски студии ненормална големина на мозокот и секако и на обемот на черепот, дури за повеќе од 2 стандардни девијации. Во однос на хормонските нарушувања, чести се наводите на зголемено производство на кортизол, зголемени концентрации во серовот, нарушување на серотонинот, кај 30-35% имаат хиперсеротонинемија и нарушување на концентрациите на допамин. Понатаму, имуната дисфункција е доста чест наод и се прашуваме дали е примарно или секундарно имунолошкото нарушување кај аутизмот. Најдене, тоа и нашата студија го докажа, доста имунолошки нормалности, но за тоа се зборува во други прилики, така што тука ќе кажам само дека односот на ТХ1 и ТХ2 клетките и производството на проинфламаторни цитокини кај одредена субпопулација на лица со аутизам е нарушено. Не кај сите. И се ова што го кажувам, не го земајте здраво за готово, затоа што не можете да најдете 2 деца со аутизам кои што ги имаат сите овие работи кои што јас ги набројувам. Оксидативниот стрес е тема на истражување во последните 10 години во светската наука, оние што се бават со аутизам, и тоа како докажува нарушување на целуларно ниво, во смисол на нарушување на оксидоредукцијските процеси во клетката, намален метионин со намалена способност за метилација во самата клетка, зголемување на хомоцистинот, намалени концентрации на глутатионот и затоа е него оправдано понатаму давање во биомедицинскиот третман, зголемена пероксидација на клеточната мембрана и на сите липиди во клетката и намалени нивоа на и тоа како значењето витамин B12. Последните неколку години од светската наука се пишува доста за исто така одредена субпопулација која што страда од митохондријална дисфункција и асоцирана со аутистичен спектар на нарушување, односно докажани се, особено тука е португалската студија, мутации на митохондријалната ДНК кои што потоа се манифестираат со аутистична симптоматологија. Преваленција. Не постои регистар за аутизам, веќе беше кажано. Македонското научно издружение за аутизам има собствен регистар со 120 регистрирани лица, прави континуирани напори, иако знаеме дека тоа е ужасно тешка задача, да се го добиеме. И сега да дадам појаснување на колешката примариус Мери Бошковска. Не знам што би го кажано во медиумите, но ќе кажам дека ние имаме естимација, ова е процена. Значи, ако одиме испоред она што го кажавме, дека во последните податоци ќе го видиме на следниот слайд 1 на 110, зборуваме за аутистичниот спектар. Ако се сложиме дека според фон Боун, Ерик фон Боун, кој што е најеминентниот епидемиолог за област и кој што прави мета-анализа на повеќе од 35 студии, дека за канеровиот аутизам е 10 на 10.000 и 1 на 1000, и ако знаете дека во Македонија имате 2.040.000 жители, тогаш математика малку треба да знаете и да процените дека би требало да очекуваме со канеров аутизам 2040 лица и со аутистичен спектар во кој што влегува нели аутизмот, ретовиот синдром, Аспергеровиот синдром, детските дезинтегративни нарушувања и превазилните размерни нарушувања неспецифицирани на друг начин, тогаш би можеле да очекуваме бројка од 12.240 лица. Значи, тоа се естимации. Што кажале новинарите, може дека има тоа, никогаш не сум го изјавил, значи морам да се оградам од евентуално некакви обвинувања. Тоа е нашата естимација и цврсто стоиме за тоа, знаејќи ги сите операции математички, знаејќи ги сите овие податоци. Ако одиме со онаа бројка дури 1 на 110, тогаш дури можеме да се доближиме за аутистичен спектар до очекуваната бројка од 20.000 од прилика во Македонија лица со аутистичен спектар, но не би бил толку ригорозен. Зошто е подпроценет во Македонија? Недостаток на знаење на професионалците, без да бидам обвинет од некого,
ова е чисто моје убедување, дека немаат доволно познавање за оваа проблематика, честно исклучоците, кои што се бават со ова, и тука честитки за тимот од Универзитетската клиника за психијатрија и Заводот за ментално здравје, кои што навистина со овој последен проект во последните 2 години прават голем исчекор во однос на диагностиката и во однос на генетските истражувања, што мене посебно ме интересираат и каде што доста сум навлезен. Погрешни диагнози, значи водење под диагноза развојна дисфазија, алалија, ментална ретардација, шизофренија и така натаму, тоа е факт неоспорен и тоа од собствените истражувања го имам заклучено. Недостаток на свесност на родителите, кои се срамат да го приведат своето дете, особено во албанската и ромската популација, тоа е најодговорно го твојдам, и токму заради тоа имаме една намалена естимација или намалени бројки со кои што излегуваме. Ја не знам зашто ние би биле поразлични од западноевропските земји, може би за нешто помалку би имале аутизам, но не до толку помалку колку што покажуваат овие бројки, како ги соберете и податоците од клиниката за психијатрија, од педијатрската клиника, од Заводот за ментално здравје. Овие 120 наши се преклопуваат со нивната бројка. Точната бројка до која што дошле не ја знам, може би после да ја подискутираме, но јасно е дека тоа е подпроценето. Во светот нов случај се диагностицира секои 20 минути, што покажува за епидемичниот карактер на аутизмот. Во Европа проценката на аутизам спикс и на аутизам Европа е дека околу 5 милиони луѓе страдаат од аутизам. Во САД околу 1,5 милион лица. Во Велика Британија дури сретнав една студија, тука и професорката Мукаетова Владимска се надевам ќе се сложи 1 на 58 деца, што навистина представува еден фрапантен податок. Се претпоставува дека околу 535.000 луѓе имаат некаква форма на аутизам во Велика Британија. Во однос на трошоците, колешката Бошковска веќе кажа нешто, јас би надополнил само дека за едно индивидуално лице, таа кажа за вкупните трошоци во САД, како не се лажам, но едно индивидуално лице некаде го чини семејството и општеството од 3,5 до 5 милиони долари во текот на животот. Значи, денеска аутизмот е почесто нарушување од карциномот во детството, од детскиот диабетес и од сидата. И сега одиме на ова беше едно воведување во темата, за да правите превенција треба да знаете етиологија и преваленција, така што мислам дека беше необходно. Се извинам на оние што може би им беа познати ве податоци, но сигурен сум дека има и такви кои што за прв пат ги слушаат овие работи. Принципот на превенција е да ги минимизираме сите оние ризици за кои што зборував за појавност на аутизмот. Значи, треба да минимизираме експозиција на надворешни токсини, тоа е на токсичната теорија, покачуваност на жива, олово, кадмиум и така натаму, во која што верувам дека држи. Оптимизација на исхраната и општата здравствена состојба пред да започне концепцијата, потоа за време на бременоста и за време на доењето. Значи имаме 3 нивои, како и кај некои други нарушувања: пренатални мерки, перинатални и постнатални мерки на превенција. Друго во принципите, внимателно со употребата на вакцини, ќе видиме подоцна зашто, избегнување колку што е можно на вирусните инфекции во првиот триместар од бременоста, особено избегнување на контакт со заболено лице од рубело, и она што го кажав и на самиот старт, не можеме да поставиме сигурни гаранции за една сигурна превенција, затоа што не постои ниту пренатална диагноза, барем за сега, во однос на аутистично спектрумно нарушување. Ќе почнам прво со пренаталните мерки. Кои се тие мерки? Тука гледам и млади дами, кои што може би немаат се уште деца и би било добро доколку би се придржувале на сите овие нападствија. Доколку жената размислува да остане бремена, некаде 6 месеци до 1 година пред да го стори тоа, мора да си го подобри собствениот стил на живење и исхранување. Мора да консумира органски одгледувани зрна, зеленчук во големи количина, овошје, ореви и протеини. Особено оревите и протеините значени за развојот на мозокот. Оздравување, поставување на здрава основа.
Значи, бременоста, треба да се минимизираат сите шанси за евентуален абортус или пак други компликации кои што би следувале во текот на бременоста или болести или во текот на породувањето. Треба да се намали белата храна, онаа бела смрт, тоа се шеќерот и солта, и тоа како. Тестенините, пица да не се консумира, хемиски конзерванси, бои и друга процесирана храна. Ако жената има долга историја на кандида, тоа често го среќаваме кај мајките или кај самите деца се отбива. Или ако има таа дигестивни проблеми, или особено ако е интолерантна кон глутен, што го видовме во нашата популација, со нашите истражувања. Ако е алергична на храна, има надуеност на стомакот, запрек, паразити во гит, во гастроинтестиналната тракта, тоа мора да се третира пред таа да забремени. Како што кажав, мора да ја намали количеството на сакароза и да ја минимизира употребата на нула, би рекол, на земање на антибиотици и плюс мора да зема пробиотици, значи онаа добра црвена флора. Користење на специфични диети, потоа билки против цревните патогени агенси, а габите и паразитите секако дека оние штетни габи нели треба да се елиминираат, како што кажав, пред да настапи концепцијата. Избегнување контакт со пестициди, хербициди, фунгициди и така натаму, затоа што има еден труд сега излезен во 2011 за полибромилот, значи како делуваат тие пестициди и хербициди развојот на централниот нервен систем и докажуваме дека оние кои што работеле мајки во, например, како во Охрид, во Македонија, значи во таа хемиска, петрохемиска индустрија, наистина имаат голем ризик од раѓање на деца со аутизам. Елиминирање на кафе, цигари и алкохол, ова е доста јасно и познато, но ја решив да го потенцирам уште еднаш. И задолжително започнување со физички вежби за подигнување на општата здравствена состојба и кондиција за време на храна. Во САД јасно е дека токсичното обтоварување со големата индустрија е доста високо, особено во оние високо индустриализирани зони, каде што жените дури треба да одат на програми на детоксикација, односно да се намалат концентрациите со помош на разни хелатори на живо олово и другите токсични елементи.